Неизвестно е кога ќе се одржи тестирањето за државната матура. Вчера не се одржа ниту тестирањето по природни науки и математика, кое е во рамки на меѓународното тестирање TIMSS за четврто одделенците, кое исто така го спроведува Државниот испитен центар. Но ќе мора да се менува календарот за активности. Тоа е нешто што го донесува министерот за образование и не е некаков проблем, но сепак во интерес на учениците ќе биде да биде ова што побрзо и да не менуваме никакви датуми. Ви благодарам. 20.000 имаат 11 луѓе, 26, фактичната плата е 26.000. Понудата, ако идеме согласно законот за административни, е 1000 денари дополнување на советниците, значи толку не е понудено. Добар дел од овие што се со минималец, а кои што се клучни во нашите работни обврски, во смисла подготовка на тестови и така натака, се со минималец и нема да им се промени платата со овој предлог. Од таа причина не станува збор за дискусија да го разгледуваме како опција. Од Државниот испитен центар велат дека како испитен центар на ниво на држава имаат уште многу работа околу подготовката за државна матура, но сите процеси се стопирани поради генералниот штрајк во кој стапија вработените. Добивме информација, односно на телефонски, не удостои министерот за финансии за средба. Телефонски добивме информација дека како одговор за барање на согласност нема да добиеме, односно во нивното известување они жалат што имаме такви ниски плати и велат дека нашиот колективен договор не е добар, за кој што ние бевме свесни, затоа побаравме измена на токму на тој колективен, дека поповолен би бил законот за административни службеници, на кој што е далеко од нашето барање. Повторно ќе кажам, нашата институција главна надлежност е институција која што се грижи за квалитетот на образованието во државава и законот за административни службеници особено па не го предвидува тој дел, односно делот на образование на сите вклучени во институцијата. Ние го бевме свесни за тоа одамна и една од причините зашто се задржавме на наш колективен е тоа што сме посебни како институција и вработените се со поинаков начин и на обука, затворен е системот, малце вработени за да нема пробивање на тестови, високо одговорни задачи за секој од нив и повеќе процеси за еден човек. Според Бошковска, нивните барања не се преголеми, ниту би направиле големи оштетување на буџетот, а 11 од 29 вработени во центарот земаат плата во висина од 20.000 денари. Сето тоа и обидот да бидеме повторно игнорирани и не удостоени со одговор на нашето барање, бидејќи не добиваме ние позитивен или негативен одговор, повеќе би рекле дека е негативен, затоа што не го добивме тоа што го бараме. Државниот испитен центар имаше седница на собрание на синдикалниот испитен центар и едногласно одлучија дека штрајкот ќе продолжи. Што тоа би значило за понатока? Ги зедовме во предвид сите работи и одговорности што ни следеа за овој период и нашето барање ќе биде повторно со оглед на календарот на работи кои што следат во овој период што би требало да следат. Инсистираме Министерството сериозно да не земе во предвид кога ги донесува одлуките Министерството за финансии. И навистина до петок да добиеме позитивен одговор за да може воопшто да се реализира со овие датуми матурата. После петок, значи било какви преговори ќе треба да се однесуваат на давање на нов, односно промена на календарот и измена на датумите за матура. Не би сакале да дојде до тоа, но и тоа е опција да се реализира матурата. И веќе бидеме трпеливи. Матура ќе има. Ние не сакаме да оштетиме никого. И сите процеси сакаме да ги реализираме. Инаку од страна на Државниот испитен центар за време на штрајкот, освен државната матура, запрени се и другите процеси за кои се надлежни: државно тестирање, обука и испит за директори, приправнички испити, како и меѓународното тестирање TIMSS кое државата ја чини
50.000 евра годишно.